Референдум, збор кој по се изгледа предизвикува стравка и власта, не сакаат да го слушнат ниту премиерот, ниту председателот. Димитар Ковачевски во повеќе наврати повтори дека владата и неговата СДСМ нема да поддржат изјаснување на граѓаните за францускиот предлог, па дури и порача дека тоа ќе било ирелевантно. Реториката која власта ја тера како да не постои документот на Макрон, па единствено прашање требало да биде дали сме за или против членство во Европската унија. Таа политичка партија треба идеолошки да расчисти прво кај себе, дали сакаат да ја видат Република Северна Македонија членка на Европска унија или не сакаат да ја видат. Она што можам да порачаме е дека Република Северна Македонија ги почна преговорите и тоа ги почнавме со чист македонски јазик, со заштитен идентитет, не кажано само од нас, туку напишано на хартија и потврдено од председателот на Европската комисија господја фон дер Лејен и од подпредседателот на Европската комисија господинот Жозеф Борел. На Ковачевски ставот барем е јасен, не е променлив како на Стево Пендаровски. Македонскиот председател прво предложуваше и можно референдумско прашање. Колку што разбирам, прашањето нема да биде за уставните промени, туку ќе биде за билатералниот договор со Бугарија и зошто тој влегува внатре. Ако некој не разбира дека овој билатерален договор, а и со Грција се оската по која ние продолжуваме кон Европа и сака тоа да го нема, почесно е референдумското прашање да гласи дали сакате да одите во ЕУ под вакви услови, без помнување договори точки. Опозицијата треба да излезе со честна формулација, и ако е такво прашањето, сите партии треба да излезат на референдум, а не да бойкотираат. За сега со зборовите, ма какви, да каже дека не поддржува, бидејќи било манипулација на опозицијата. Јас немам никакво разбирање за нивното барање за референдум, станува збор за една манипулација која Мицковски ја направи. Тоа сакам да ја прашувам на почеток, да расчистиме дали вие сте за референдум или не сте? Значи, гледате, за каков референдум? Околу францускиот предлог. Сега вие дури имавте предложите некое референдумско прашање. Тоа е сосема друга работа. Во моментов траат консултациите на опозицијската ВМРО ДПМН со експертите околу тоа како ќе биде формулирано референдумското прашање за францускиот предлог.